Вечерва повторно ве водиме во кинескиот ресторан Star Ocean, но овој пат ви подготвивме нешто поразлично и многу поинтересно, што знам дека ќе ви го задржи вниманието. Со нас вечерва овде е главниот готвач на Star Ocean, кој што вечерва ќе ве препуштам во неговите раце, тој ќе ви подготви два специјалитети од ресторанот. Добро вечер. Добро вечер. Дали си подготвен да започнеме? Да. Ве препуштам во негови раце, уживајте. Вечер, нашиот главен готвач Сун Джембо вечерва ќе ни презентира еден од најпознатите наши специјалитети дамплингс. Пелмените во нашиот ресторан ги правиме свежи, секојдневно и тоа е една од причините што нашите гости се задоволни. Тие се однадвор крцкави, внатре полнати со различен состав. Во северниот дел од Кина, бидејќи е многу познат по користењето и конзумирањето на тесто, има специјални готвачи кои што се специјализирани за работа со тесто, не знаат да готват на воктава, меѓутоа тестото има специјалност. Во нашиот ресторан пелмените ги спремаме со јунешко месо, прас и ѓумбир, потоа може да бидат во состав со пилешко месо, прас и ѓумбир, вегетаријански, за сите обожаватели на вегетаријанската храна и може да бидат со ракчиња и тиквички. Овој специјалитет е нешто што ја представува кинеската традиција и култура во најако светло, односно во времето кога во Кина постоеле кралеви, длабоко во историјата на Кина, кога постоеле војни, многу познат готвач Цанг Цонgjin, кој што бил лекар во Хан династијата, за да ги стопли сите кои што доаѓале од далечен пат, односно војската, подготвил ваков тип на тестенини, врели и топли, варени на пареа или во воктава и на тој начин, на природен начин го закрепнувале телото и заздравувале многу брзо. Од тогаш, од времето на династијата Хан до ден денес, пелмените се постојано присутни во кинеската традиција и култура, се повеќе обожавани од странците и не постои кинески ресторан широм светот кој што во своето мени ги нема. Следниот специјалитет што го представуваме е омилената кинеска салата, која што 21 година во нашиот ресторан е дел од нашето секојдневие и е нарачувана минимум 30 порции дневно. Кинеската салата представува една посебна техника на сечење на зеленчукот на ленти, каде што е строго забрането употреба на ренде. На тој начин сочноста и свежината на зеленчукот се задржува во самата краставица и морков, каде што на овој начин готвачот ја покажува техниката и умешноста на сецкање со сатар, односно за да еден готвач биде професионален готвач, тој претходно мора да поминел низ многу нивоа на обука, меѓу кои сецкач. Кинеската салата се состои од краставица, морков, кинески сол, кинески зејтин од сусам, црни и бели кинески печурки и нудлси од вид на кинески грашак. Во прилог на техниката на сечење на кинеската салата, представуваме техника на сечење на компир на ленти, односно многу познат чипс од компири во нашето мени, каде што еден од најтешките зеленчуци да се исече на ленти е компирот. Гледајте само како умешно и на колку тенки делови еднакви
го сече компирот на ленти, кој што ова е тајната, кога се пропржува во вок тава, пржењето е многу брзо и кратко. Кога зеленчукот е исечен на волку тенки делови и на ситни, пржењето не мора да е долг процес и не дозволува на компирот да се нацица со зејтин. Токму затоа ве покануваме да ја пробате нашата кинеска салата и компирот на ленти, топла салата, која што е една од најбараните специјалитети во нашето меню. 得嘞的。